Нешто конкретно. Промени. Не одиме на политички митинг, туку одиме на ментална дебата. Велат дека ако не си подготвен да се промениш, тогаш сигурно си глупав или пак си крем банана. Во денешнава епизода ќе дискутираме за тоа за кого вреди да се менуват. Дали жената може да смени маж или тој прво треба да се согласи на тоа и дали функцијата ги менува луѓето или пак тие тоа си го носат во себе. Велат дека треба да му дадеш власт и функција на човек за да видиш во суштина каков човек. За промена денеска носам црвен цвет. Вие сте на Телма, јас сум во хотел Лимак и време е за нешто конкретно. Давајте гостите. Тој е роден белграѓанец. Стасот, гласот и позицијата на естрадата со години не ја менува и ја одржува на високо и стабилно ниво. Во кариерата имал промени. Во новинарството читаше вести, се опроба и како фотограф и долго време се задржа на позицијата водител. Тоа е Благоја Груевски. Таа беше и црна и плава, и црвенокоса, и долгокоса, и краткокоса, и мисица, и манекенка, и модел. Дел од протоколот во министерство, ама во суштина е доктор стоматолог, а од неодамна ја носи најубавата титула Мама на Никита, Викторија Јаначковиќ. Таа е од оние можеш да ме сакаш или да не ме сакаш, ама не можеш да ме игнорираш. Промените кај неа се очигледни, а кој ги гледа како добри, а кој како лоши, ќе ни каже единствената. За себе вели дека е позната од непознати причини. Агнеса Органџиева. Кога неговата виолина ќе засвири на увце и најтврдото срце се растопува и најкрутиот човек се разигрува. Дали е така и по дома или Горијан е сосема поинаков човек кога е дома, ќе слушнеме од виолинистот Горијан Стојановски. Добре ми дојдовте, драги гости. Добро ме најдовме. Благодарам на поканата. На еден дијалект викаат дека убаво си се променил, тоа значи дека убаво си се облекол. Сега прашањето е, вие вака убаво облечени за кого се облековте? За гостиве, за мене или Вики? Кажи, за кого си вака убаво променета на дијалект? Добро, на дијалект последен пат бев као пампур за пошто бев трудна тогаш кај тебе во емисија, сега сум како пампур, али за шампањ потенок пампур. Не. Али фала во секој случај на комплимент. Па не знам, ја вака овие луѓе сите ги знам. Многу ги почитувам, ценам. Нема да кажам колку ги знам, бидејќи тоа е многу години. Во 20. 20, не се ме уништија где. Само 20, само него го знаеш 15, то ти е најмлад. Тебе, оно што е најмлад. Да. И Кога се облекуваш заради себе, тоа го правиш заради приликата, заради што? па знаеш како, кога се облекував заради другите, бев платена и бев на писта. Убаво кажа. Молем лепо. А секако дека се барем на некои повозрасни години се облекуваш поради себе, да се осеќаш убаво, посигурно, поете, така некако, ајде да кажеме, просто си попон со себе и тоа е сосема нормално и природно. А на 18 години за Петко, Јанко, Станко и не знам како беше таму, ме подсети За горе. кого се облекуваш? Агнеса, ти за кого вака убава си? Јас, значи, вистина од секогаш сум изгледала убаво. Првенствено ради мене, ради себе си. Мислам, сакам, нели... Да те поплука. Видиш, да. Инаку, облеката секот, јас зависи, значи, нели, од моментот каде што, еве, гостувам кај тебе, знам како да бидам облечена, знам за која пригода и така. Добро. Таму машкиот пол да видам. Ти за кого вака убаво се облече?
Те ставивме меѓу две жени. За тебе, искрено, не знаев прво. Ирена жена му. Не знаев кои ќе бидат гости, пред се за тебе. Фала многу. Добро, кај тебе влијае на самодовербата вака, која ќе се променеш убаво? Како нека секој влијае. Сега, во наша професија има многу униформи. Значи, музичар си имаш одредена униформа. Еве во операта, филхармонијата, црно, бело си е дрес-код. И таму немаш многу избор, освен да подблеснеш малце со вакво црно или такво црно. Тоа е во Лъскаво или не, така? во бендот исто кога сме свирале на различни настани, бендот треба исто да е облечен и па немаш избор да се изразиш. Во последниве нешто години Дојде до израз. Дојде, своеволно доаѓам до израз на емисија, дури знаат да ме застанат сега повозрастна публика имаме со емисијава и шубаво си облечен, леле како играш, да те пофалиме, многу си весел, харизматичен и ми одговара. Леле, ми чорапиве ова и кондуриве. Дај дигни малце ногата да видиме чорапите. Тоа све. Со кошулата издезен. Лаковано, па лила, па ово. Добар си. Баже? Па кога станува збор за Вака за променување, промената. за да се промениш, јас се држам до неопходниот минимум. Така. Значи, не сум Кошула, чорапи. Па не се држам, се држам баш до тој минимум неопходен, а не експериментирам многу. Не сакам да сум дреч многу, джиш. Така. Душо не сакаш? Па не сум тој тип, не сакам да паѓам у очи. Пебе, сега си жиш. Како не сакаш да паѓаш у очи, кога секогаш си бил едноставно со став, со мислење, со да не зборувам за музика и сето тоа. Благодарам, Вики. Ке ми вратиш после. Што најинтересно види исти бои имаат на чевели. Кој има? Ти и господин. Ја и господинот, па он за мене е облечен, рековме тоа. Да. Да сте се договарали? Игра на шема. Да. Таман за да бидеме идентични во однос на промените. Баже, јас искрено да ти кажам, бев малку и зачудена, меѓутоа изненадена од годината во која што си роден. Тоа е интересна година. Нели, интересна е годината. Што те прекинувам, ја морам да кажам. Значи, Баже знае тоа, мислам, стварно ме знае и од дете кога ја дојдов во Македонија и сето тоа, али морам да кажам дека он е редок маж, ме подсеќа у таа некоја фела е па мајка ми од страна на жени, како да се конзервирал. Значи не старе. На јавата. Овој човек не старе, значи тоа е неверојатно и мислам стварно секој чест за тебе. Да. Тоа свака част. Прво, согласно со темава, ништо на овој свет не е фиксирано, се е подложено на промени. Нели? Да, малце ти обеле на косата, за друго не пријатуваме. Да, не сакаше да каже колку години има тоа, меѓутоа ако ги криеме... Не, нека имам години. Колку години имаш, Баже? 62. И тоа цагер имам. Ова година имам цагер. Роден сум 62-а, имам 62 години. Редок цагер. Ете, тоа е тоа, одлично. Сега, кога ќе забележиме жена, викаат дека си се променила на убаво, обично и викаат, 100% си заљубена. Точно. Точно заљубена си? Да, многу. Да. Мислам, бев заљубена, сега веќе тоа отидено во малце по високо ниво, значи веќе голема љубов. Сега сакаш, сега сакаш, признај му на човекот. Види опасно. Љубовта е инспиративна. А кашкавалчево од каде? Да си къснеш кашкавалче, да. И зошто, например, тоа го поврзува со партнер? Може жената да блеска и од друга причина? Нешто да се промени или мора да има партнер тука некако да го поврзува? Си се разубавела, гарант имаш нов дечко. Ти потикнува, значи ти потикнува однатре, кога нели ќе почувствуваш од другата страна љубовта, кога ќе се почувствуваш дека си сакан, почитуван, зборам од машкиот пол, нормално дека ти внатрешно ќе изгледаш и ќе зарачиш со таа љубов. Вики, мора ли да има маж? Да, како? Мора ли да има маж за да жената се разблеска? Не мислам дека мора да има реално маж, мислам дека е до енергија. И стално потенцирам на таа енергија, просто тоа доаѓа од тебе. Наравно дека секој што е влюбен е шајни и сија и сето тоа и тоа ќе помине. И после доаѓа една друга фазица на сакање на една поуравнотежена, да кажеме, атмосфера. Меѓутоа не мора да е причина, мислам да секогаш бидеш ајде така
блескав или блескава. поттикнуваат, што кажеш. Апсолутно, Убава ти од нас. апсолутно, секогаш сакаш да бидеш, ете, апропо тоа, сакаш да бидеш убава за тој маж или убав за таа жена, привлечен, привлечна, така да е тоа сосема нормално. Али дека е по дефолт, дека мора, не мислам дека мора. Така, добро, кај вас мажи како е? Вие, мислам до сега не ви рекле шо си разблескан, шо си заљубен. Кај Обично мажите викаат поинаку малце. или нешто си се напил, па си се разблескал, или некоја сделка нешто си. Така викаат, а? Или нешто си ќарил. Шо си разубавен. Шо си разубавен, да, така. Си имал успешна тезга. Да. Така се разубавувате вие со малку алкохол и со шушки или? Па, не знам, кај жените тоа поинако, веројатно, поинспиративно е тоа. Кај мажите, љубовта е поинаква, поинако се манифестира на... Ликот како? Порано си доаѓа дома, не загледува, како иде тоа? Па, има разни такви некои технички детали. Ја Па одма не ги мора фаќам. све да кажеме се. Да не Не мора да кажуваме. кажеме све. Дека се поедностави. Нема Еве, кратко да маска, кажам, кај мажите жените има- ствара инспирација некоја, Понаивни а се кај мажите. мажите е конфузија. Кај мажите конфузија ствара за Па, од љубеноста. она што јас сум го видел во животов. Општо. Зошто не знае шо е, шо треба да направи или какво? Па, да не елаборирам, конфузија. Значи, Конфузија ствара. една позитивна конфузија. Позитивна конфузија додаде. Конфузен си кога си заљубен? Оф, леле. Кој се дајбе? Па, нели, затоа старите велат паметот го изгубил. Заљубен, изгубен. Епа, паметот. И секогаш е во машки род, жените не е заљубен, така. изгубен. Да, да. Жените не го губат паметот. Он има прекрасна жена, значи Ирина, каде Не што го ја губиме познавам. паметот, а стануваме помудри. Па, на друг начин се манифестира. Ова е добро. Реков ја годините, кажуваат Тоа си искуството. Да. Горијан, Верувај ми. Така, значи кај тебе што е? Конкретизира ми го прашањето. Прашањето е, значи, е општо, значи кога ќе речат дека мажот се разблескал, што да, значи тоа му светат очињата, од што му светат очињата? Од алкохол. Од алкохол на светот. И си кажат парите биш. Не сме жената. Оф, леле. Ако го види Ирина, да ја поздравим. Значи позитивна промена која кај маж ке видиш, значи од што најчесто е, пошто еве реков за жените, е дека се заљубила. Види колку тешко не знаеме да го одговориме. Гледаш од преска се мачиме. А, боже. Се мачиме што е Мажите ги тоа што инспирира, генерално земе, Песна сега нова спред. теоретизирам. Мажите ги инспирира успех, Аха, така, да. а жените ги инспирира Машкиот успех. успехот на омна. Машкиот успех. Или ке го дотера, жена му па заблескал. Добро е сега ти. Или мајка му, а после жена му го дотерува и така знае да заблеска. Мушко. Добро. Значи одговоривме прашање. Грубо генерализирам. Конфузно ви беше. Конфузно е ова, да, На крајот тешко, заклучивме некако. добро. Промените кај жените се почести, конкретно кога зборуваме за естетски корекции, така ли? Дали секогаш промената после естетската корекција е на подобро? Или психички, и физички, и како и да е? Шо викам? Вака, значи... Дали ако се сменам визуелно, станувам подобар човек? Еве, ако да го конкретизирам прашање. Значи, повеќето девојки кога значи го менуваат не нивниот личен опис. Така. Значи збориме за пластика или не знам што. Мислам дека им треба поголема самодоброва внатре. Реално, кога се погледна во огледало, значи нешто и недостасува, сака нели да направи корекција. Немам ништо против тоа. Пластиката не ја сакам реално. Зборам за фейс, али филери, ботокси, why not? Зашто? Мислам, само едно освежување на лицето доволно е. Си почувствувала дека некој станал подобар, се променил на подобро, Па не, бе, психички зборувам. Знаеш зашто не? Бидејќи до сега вие што ги имам видено на некои пријателки, еднаш носот го правило, отишло уште еднаш и веќе тоа се развлекува низ веќе целото тело. Така да како што ме создал Господ, Така има да вови креми, дневни нотни ги се знаеш, ги замачкаш, ете филер, ботокс, нека сати, тоа е мислам доволно. Добро, таму струката што вика Вики, Добро, јас кажувај. мојот став е многу, мислам, конкретен и ете, постои една така шега низ интернет, тоа што го кажав, Да. баш кај тебе се погоди на емисија, уста оди 5 минути пред неиз. Ја мислам дека е тоа реално грозно, пак ќе кажам, да е до толку експонирано, више, не знам, значи сите личат едни на други.
Да. И не мислам дека може ова што го спомна Агнеса, да ја може зајакне нејзината самодоверба, но карактерно дека ќе доживее она катарза, некој прочистување и дека ќе биде супер у животот, не мислам. Ја. Не мислам. Мислам дека баш напротив во еден момент ќе се осети како сите. Стварно. Да. Јас тоа мислам, а лично мислам, еве, пошто баш сакам и да ги прашам нив, пошто мислам мажите дека тоа секој ден. Такви обожаваат мажи. Обожаваат такви? Дека и мажите сакаат. Че еве? Зависи кој маж. Да гледаш, овие нашиве тука у студиото. Не може да се генерализира. Некои мажи очигледно обожаваат. Што ми има Кажи, Вики, побарувачка прашање. има и понуда. Гледаш ли? Некои мажи, викам. не Некој, не. Па добро, знаеш како, ја например на таков маж сматрам дека не знам, не може да биде поред мене. Значи, кога ќе го видам со таква жена, он ми е еквивалент на нешто што ми е од 90-тите во Србија. Не ми е актуелно веќе. Ама види, она му треба за неговата самодоверба. Тоа е точно. И као што стално кажувам, така е. Да, многу така. Така ли, Но зошто? Па така е. Зошто би барал некоја која е едноставно дрска, безобразна, која знае секогаш да каже, нема потреба од тоа. Ова фикус е топ. Така. Па знаеш, Кажи, кога Горјан. мислиш некого дека познаваш, другар ти е долги години и ќе сретне некоја таква пластична женска ќе си најде и ќе кажеш ствари овој таков бил. Значи јас сум мислел, сум имал мажи повисоко кога ми мислење за него. Аха. Ствари си доаѓа на вако, Чекај, сакаш да ми кажеш дека вие од прилика и ги перцепирате мажите во однос на тоа какви жени одбираат, па им ги квалификувате каде се. Па после некој време кој ќе најдеш, кој ќе видиш некој шише капач, а си имал друго мислење за него, гледаш дека убаво си кликнул, ствари Значи Ке се држи кажеш. вода тоа каква ти е жената, таков ти е животот, а? па како не? Викаш, а? Може би, може би. Пообратно може да се случи, си мислела некој види ој ќе се удри у бандера каков е, никогаш нема сожени, ќе фати некоја што ќе го подобри него, да, и што ќе го подобри, па дали авион, дали сега него е битно да му се свиѓа и да го подобри, да направи промени и кај него и кај незе. Добро. Да прерасте. А што е еквивалент на естетската промена кај мажите? Значи, они со што си го пунат егото, па да станат посрекни и подобри. Има нешто такво? Што, например, Косата е вас, прва. кога треба да правиш промена? Сега трансплантација на ново. Трансплантација на коса. Добро, едно. Тоа е прва ствар. Прва трансплантација на коса. После, што прават друго? Ботокс, филер, све, ја ги гледам. Филер, све. Најчесто ја што гледам. Повише од жени. Одат во Реално да. Брчки. теретани. Во теретана одат. Одат во теретана да промена. направат промена на физикус, што и не е така лошо. Така. Ја годинава почнав тоа. Така, а тоа го 40. правите за себе? За себе, да. Ми удри 40 на Па и броилото здравје, тоа е здраво. и сакам Добро, да за себе изгледам. или и заради здравјето? И сакам Не како признавам, баже да бе. изгледам на 62. Ќе порастам, Сега сакам да почна. видам како баже. Сега почна се. Баже, не иде во теретана, нели? Точак возеше. Не иде во теретана, гледаш ли? Значи тоа е леко, ако сакаш да изгледаш како баже, не иде во Нека теретана. точак возеше едно време Па спортуваше. нема време. Ете. Нема време да старее тоа, така се вика. Па да, брзо вози точакот, па нема време да го Да, стигне. така сум повозувал. Ова лето за жал немав многу можности, и баш кога беше многу вруќина. Добро. Знаеме какво лето поминавме. По патишта, по Така, ангажмент. добро. Значи, менува ли она авиони, камиони, куќи, пари, заработка, мажот да го смени? Што викаш, ти го знаев еден, сега е друг. Се е друг. Да, да менува, како не. И тебе ќе те промени и околината. Парите, тоа знаеме. Тоа е како на буст да даеш на секој порок, еве да кажеш сега. Пиеш алкохол нормално. Кога пиеш многу, промена ќе имаш и ке тебе и ке други, така. И кај алкохол, добро. И па и ке други околу тебе. Се имаш нормално пари, нормално живееш, кои ќе ти направат буст, многу пари. Ке купиш наеднаш све што си сакал, сега мислам нормално, ова секој го си го размислувал. Околината ќе почнат да ти ги бараат, да зависат од тебе, да А знаете некој кој што се збогатил, а не се променил? То знаете. пополека такви ако е. кои што- А? Да, Јас пополека ако е, да. Луѓе кои живеат, не живеат во Македонија, и кои се многу обични, и кои се тотално баш симпл, и кои не можеш да
da primetiš. On, ne znam, to, ja ne se ni razbiram nešto u koli, ali go vozi to Lamborghini zaradi sebe. Ne znam, pa go vozi. Ако никој не го види, за што да го вози? Ама полека стекнати пари, така е. Полека, наравно. Полека Ја не стекнати мислам пари. дека... Значи, се адаптирал. Се адаптирал, да. Да. Ја не мислам дека го менува. Мислам дека имал тоа во себе, да се бустирало, како викаш, и онда тоа е тоа. И ја, например, знам луѓе кои многу немале, кои сега имаат и кои не грабат. Аха. Кои едноставно останале приземни, нормални, едноставно, види како се озбилни. Видиш ли го? Веруваат, Темата добро, нешто тоа е се ретко. замисли. ретко. Ретки се. Мислам дека најголем успех у животот да останеш нормален. Да. Посебно ако си во јавен живот. Посебно тоа. Да. Да не се промениш. Добро, а што е со оние кои што викаат јас сум таков, па ко воли нек изволи, не се менјам бе? А? Тие луѓе какви се? Тежок карактер и Не, надбираш од такви, да. Реално, ке се, ако нели се залюби, еве, некој, не знам, со нагласено его или не знам што, значи мора да се смена, ако сакаш да бидеш со Снежева, например, како тебе. Ти имаш јавен живот, така? Добро, ама, например, имаш цврст став за нешто, па со тек на времето гледаш дека може да се промени. Кои се полоши, тие кои што држат цврстото, па не го менувам, или оние кои што чат Тврдоглавост е тоа за мене. Тврдоглавост, да? Да, дефинитивно. Вие од кој сте? Кора што фатиле викаш ти, а? Така ли? Да, значи он не го менува ставот, па за жива карактер. глава. Не менува, например, Тие се бумери генерација. Мислам, Така ли? од баже уште постарите, Југославија. не е сменет. Југославија расте. Кажи. Целава цивилизација се базира, развојот на цивилизацијата човечка се базира на промени. И нормално е. Сега има мали промени, има поголеми, има битни и небитни, а има нешто што не мора да се промени. Не мора се да се менува. Така, тоа доброто што е да го оставим. Како ви кажат? Ево вода во што стои. нашава сфера, например, ја колку што гледам во светов, никој не се променил стилски, музички, например. Од големите имиња да ги сеја. Секој си останал голем во својот стил. Сега, например, тренди кај нас да се изведува турбо фолк. И би било, нели, препорачливо да станеш турбо фолкер Да, и да да снимаш работиш кавери, пари. српски турбо фолк кавери. Меѓутоа, личен избор е дали ќе го правиш тоа. Ти не запеа на српски, не се... Па не дека не знам, јас си Знаеш, да, знам, меѓутоа не идеш натаму. збориме за собствената продукција. Значи ти не си по парите. Па не, сите работиме за пари. Меѓутоа, сакам да кажам, Заклучоков мој. некојаш сакаш да се смениш, Ама? и пожелно е да се смениш, некојаш не сакаш да се смениш. Така. Зошто би направил промена сега во оваа фаза? Ајде да имам 20 години, 25, па сега што е актуелно? А следните 40 што ќе правиш? Да, ќе Рапер прикам- да станеш. ќе прикаме Зошто трендови. годините твои ги ставаш во предност? Па. Битната е Види, душата. јас пак ќе се вратам на големите имиња во светот. Така. Никој не си го смени стилот. Не си го смени ни Ал Пачино, ни Џорџ Клуни, никој. Ни Елвис Присли не го сменил, ни Така. Том Џонс, ниту... Во друга стил, друга карактер што го зборам. Збориме за промени. Па добро. Не карактер, се тоа е баш карактер. Да. Значи, збориме за стил, Вики за- се менуваше, значи имаш црвенокоса, краткокоса, долгокоса, плава, па менуваш и професии, манекенка, и модел, и мисица, и во министерство работеше, меѓутоа си стоматолог. Јас ќе кажам, еве, што се однесу, ајде ќе кажам манекенство, пошто најмногу луѓето ме памтат од тој Така. период. Ја, например, бев такав како што бев. Никогаш не бев 30 кила, секогаш бев онака, ете ја, расната србинка што дојде, добро. Зборувам за тој тренд, никогаш немав ајде да кажем, мала задница, што беше, например... Па културно. Да, па не се можам промени. да кажам. Да. Откако дојде на телевизија, натаму. стана задникот. И, например, јас не сакав да се менувам, нити сакав да се укалупам у тој смисол. Кога станав стоматолог, никогаш не сакав да носам довде мантили и да свиткат сите, јао, колку се сменила она, прекрасен доктор станал, како да не, баш ке носам кратко и ке боцкам пациент.
пациенти. Со кратка сукња ги боцкаш? А не баш со кратка, и пристојно кратка. И мислам дека на сите им е поубаво да видат нешто ведро, пошто ти доаѓаш кај лекар. Кога ќе ти бидат вакви глава. Па не, никош не сум кажала за себе убаво или не Изаб да му убаво. изведе на некој. Ама, знаеш, само доаѓање забар, мислим е ужас. Така да. Не им е пријатно на луѓето. И сега ти уште да си таков намкјор, не ти Како си им се учел. обраќаш? Добро, само ти си учел у животот, ајде сега. Така да мислам дека треба малце да постои една ноншалантност во целиот. Да, треба да постојат такви некои промени, да искочиш од некои секојдневни калапи. Зборувам. Така да За тебе е мораш. песната "Моја е зубарка врла згодна девојка", а? Било некад, сад се приповеда. Така ли? Така да мислам дека и интелигенција на еден човек е да се менува. Сега, не можеш ставот да ми го смениш ако ми е ригиден, ако сматрам дека проституција не е во ред и не можеш да ми смениш тој став. Ако сматрам дека не е во ред да се користат некои опијати или било што, тоа не можеш да смениш. А карактер малце може да се моделира. Да се и модифицира. Али тоа сега да бидат од корен промени, мислам, немаме 20 години или 18 да се изградуваме као такви личности, а и од почеток пупу не важи. И тој кој ви кажува посебно важи за дечко девојка, ве лаже да знаете. Така, нема. Добро. Сигурно. Една од промените која што се дешава е нели кога ќе си најдеме партнер, така? Сега ќе Меѓутоа и си- од кога ќе се разведеме. Ај прво со партнерот кога ќе го најдеме. Ти си подобар, се промени на подобро од како се зема со сопругата или нешто малце се и разлоши? Ја верувам дека да. Се Така може ли? околината гледа, види го папучар или шмокле или не знам како го влече за нос, ама ја верувам дека да, пошто мене ми е добро. За тебе ако ти е добро, да, тоа е тоа. Жени ќе се смеат се. Зошто си папучар, ако ја почитуваш жената и ако ти е окей, ако си... Зошто не разбирам? Па добро Зошто имаат би- право да си кажат, така? Добро. Пошто некој не е папучар, вака прави дома. Или го не знае на маса да мама. Ао, фраер. Да. Со пак, тој мислам тебе што ти наговетнува некој си негово мислење, че он сака да е како тебе, ама не може. Ради Не се дружат со тебе, не се дружат со тебе Секој тие. сака жена. Искрено да ти кажам, ме избегна Бидејќи им дава лош пример Годините веројатно. другариве некако ми отидоа Така ли? натаму наму. Са добро, секој... Класифицирале си, отишле у Еве Агнеса вика лош пример Па дава. добро, има некој не се Пунаводници. оженил. Еден не се оженил, уште друг дете, а ја више су таа фаза идеш понатаму живот, и други. Значи ти си во предност. Па добро, би сакал така да гледам на таа работа. Баже, менува партнерот, карактер, менува на подобро? Мислиш влегување во Да. врска, дали Во менува? врска, да. Па мора да промениш некои навики. Не своеволно, Некои ама нови, Не би сакала, али... не би сакал Али, ако мора, баш. Треба да се појде на пазар, треба да се. Те пази, на пазар. А Јас, кафаната? например, Што правиме со Не кафаната? сме да... Па тоа тешко се комбинираат тие нешта. Пазарот и кафаната Тој ли? иде на пазар за да може да иде до кафана вече. Паната не сме да трпа. Пазар се оди поранко со бајле. И Добро. така. Нешто Ако идеш на пазар, можеш после у кафана. партнерството е взаемно помагање. Така е, така. Добро. Тимска работа. Да, јас сакам бракот таков и живот, врската, партнерски така. живот. И се менуваш на подобро? Си сменет на подобро од како Секако на си со... подобро, многу подобро. Подобар си ако си во некоја заедница, него сам. Ама видиш, другарите викаат на полошо е сменето. Кој? Горијан. Па не знам какви другари. Твоите шо викаат? Другар или другарки, не сум сигурна Ама што се. апсолутно не е битно Нема, бе, тоа што кога ќе се се зема, другарите, не, ако мене ми е А, добро. Добро. Да, тоа е добро, добро, окей. тоа е тоа. Јас се дружам со секакви луѓе и слободни и во заедница, така што она што не врзува е забава, спорт и рекреација. Забава, спорт и рекреација. Нели кажа дека точак не возиш Нели веќе? не можеш точак? На пазар. Све има на пазар. Забава? Има се по маркети. Така, на забавата во што Забава, е? спорт и Забавата е пазарчето? Не, Кажи што? тоа е после фазата после пазарот. Веќе тоа е у Заграда еден збор само. кафаната. Кафана. Забава, спорт и рекреација, кафана. Забавата е во кафана. Во кафана. Иако ја не сум Еден збор, некој генерално начално земена кафански тип.
Не обожавам по кафани, ама некогаш ситуацијата те носи. Ситуацијата. Ситуацијата, Интересира како е. друштвото те носи во такви состојби. Сигурно имаш лошо друштво. А? Сигурно имаш лошо друштво. Добро. Има една песна, ајде што си бевме големото друштво. Така и после откако се ожениле, се растурило друштвото. Агнеца, како е кај тебе? Партнерот? Си имала партнер кој што те променил на полошо? И имаш ли партнер кој што те променил на подобро? Не, значи до сега партнерите деловно ми биле ја што сум ги бирала, зборам значи да енергијата да не е негде на исто ниво за да можеме да се разбереме. Сегашниот партнер ми е нешто тоа што сум го посекувала значи цел живот. Дојде На исто скроен? ниво Дојде да. скроен или ти си го кроиш? Скроен дојде. Скроена? Точно така. Така Не верувам. Верувај. Таков скроен Мора да го направен. досколи малце женско, мора малце да. Он се дека ме знае, го моделира, да, добро. Имаше Мора да се моделира. Да. Мора малку, малце. ама Моделираш, го контролираш. па што се? Па ме Се знаете какво сум. Мора се да е под контрола. Жените мора да те стават под контрола. Така. Тоа е стремежот. Секој дневен, да. Ако да те стави под пуштиш- контрола. И вечната борба е Па тоа. така, Кажи го, Ки, сега, што ти мажите кажа си преден исти Вечна како- борба е. Не, да. Мора Се да се контрол, што они контрола. двајца го Мора знаат. контрола. Дека треба да биде звезда сам по себе, дека треба просто да биде теншн кон него, сите жени да го гледат. Мене тоа ме одушевува, например. Воопшто, јас ќе го контролирам. Ама не, збориме за контрола, ако го пуштиш еве секој како баш како куче пушта на дланец. Нема да се врати. Како беше? После Не ќе мислам на најде таква една кучка контрола. по пати. Не сме да многу среќни. Не мислам на таква Не сме контрола. многу Среќа- среќни. среќата ја ќе да. Не се смее многу. Жените сака да ги моделира. Ќе му ја Луѓето земеш по и ќе некоја му ја нивно. Точно така. Па да ве направиме Видување. поубави, поарни. Топ. Не? И што станува кој ќе успее во тоа? Така Нема да. да И па се знае. после Двојка. не. После си го чувам тако. Не? Жените така Сериозно? функционираат на тој начин. Значи не треба да дозволувате вие да ве моделираме. Не смеш да дозволиш жената 100% да те моделира по нејзин трг. Зашто кој ќе успее, завршува тука врската. А ако е обратно, извини вака? Тоа е мисија, завршува мисија. Ја. Па исто веројатно. Па исто е. И кој ќе ти измоделира, ќе те остаи, така? Штом те моделира 100%. Ако не, јас сум трошила толку енергија да го Значи, ти си измоделирам. завршен И проект. после да го остави на друг. Ти си завршен проект и ти си слободен. Ау, ова е нешто ново. Значи, јас кога ќе направам готов проект, не го давам, нема шанси. Стварно? Не. Па после друга да Бараш ги во предизвик. собира плодовите. Ма немам сила, цело време така. Може нов да почнам, али Проекти. стариот него да. Нека се стои старото. Може нов да почнам, а стариот него почнам. Добро, Вики, ти имаш ли коментар на ова? Жените го бараат идеалниот партнер кој ќе го најдат, тогаш бараат уште поидеален. Нема идеално, идеалност не постои. Има вистина ова што го кажува. теоретизирам. Баже, у смислу дека ние пак Немојте да го сваѓате на буквално. Не да... Ајде, извини. Не, докажи, ако не кажеш. Не, ја има фази, например, кога стварно се менував и тоа на лошо со партнер. Добро. По-лошо. У смисол, прифаќав некој свет кој не е компатибилен со... Нереален. Кој не е компатибилен со мојот, кој врска нема и onda кога ќе се просто, ајде, разбудиш од сето тоа, едноставно сакаш, окей, тоа не сум јас. Да се Имаше вратам. промена, за себе имаш еден брак, нели? Да, да. И дури преселба во друга држава. Така е. А, И тоа ме смени. Одеше по неговите желби дека Премногу. треба да направите... Аха, Премногу. таму, а не по твоите. Премногу прифатив. Ја немав, Типичен например, нарцис. дома пример на мајка жртва. Сега вака, пошто емисијава е таква да треба да одберете од двете зла по малото, па пред да идеме на реклами ќе ве прашам, ако мора да одберете една карактеристика лоша за која морате да се смените, значи која би била таа? Агнеса, Да се земам кашкавалчево. Извини, не можам јадам. што ќе одбереш од двете? Значи тоа и двете се лоши, меѓутоа треба да одбереш една. Помалото зло. Да бидеш нечесна и манипулативна или наивна и глупа. Чекай, си нечесна по ова наши стари. Не, кажувај. Ти шепнат. Не сум ни не. Не, да сум одбереш таква. едно од тие. Значи Сакам мораш... да сум наивна и глупа. Така? Да. Добро. Океј. Ја Па таква сум.
Баже, сум ложа. ти што би одбрал? Да бидеш кодош или да бидеш предавник? А не исто. Малце поразлично. Првото прашање подобро да ми го поставиш. Добро, ај сакаш да бидеш манипулативен и нечесен или наивен и глуп? Наивен и глуп. Двајца наивни и глупи имам, добро. Ајде, да бидеш кодош, а? Да кодошиш. Се размислува за кодош, еве. Не, кодош е конкретно нешто, а предавник е широк поим. Да. Па Полош ти е предавник. Не, широк поим. Ти помагам ти. Значи што би бил? Па, предавник може предавник. Да предадеш држава, да предадеш вика, да изневериш жена да лична, а така. Не, каква жена? У Австралија Ако најдеш нова женска, во очите на претходната ти си предавник. Да. А тие бугарски пасоши што имаат? Пример, некој си извадил бугарски пасош за своја корист, а за некого тоа е предавство. Така. За овој не е, за некој други. Затоа велам, кодош е конкретна работа, а предавство е широк поем. Значи, ако треба да бираш меѓу кодош и предавник, ти поправо би бил? Па, да предадам некоја женска. Предаја. На кого ќе ја предадеш? На некој друг гокса ќе има предадам, ќе си фатам нова. Еве го си кажа, добро. Гокса, ти да бидеш добар и глуп или дрзок и безобразен? Ова е полесно. Кој е? Дрзок и безобразен. Втората е подобро. Кој е? Да. Дрзок и безобразен. Да бидеш дрзок и безобразен, значи Така ама највој си скроз. поменеш. И се заборава брзо. Би сакал да полека и станувам со годините. Да. Ниеднаш не опцува емисијава. Па не во емисија, вчера имав случка таква да паркира жена пред врата ке мене, застанав. Кој се пушти? Па не се пушти, ама извини, може, не може, викам тргни се тука, пошто вака. А то не е таква, дрско, то е дрско си, од вака. незина страна дрско, не од твоја страна. Па, добро е, може ја безобразен во незините очи се види го. Ама запаркирам само 5 Одма секунди вика да ова е земам од телевизија се умислува. А тоа е проблем, да. Да, Не можеш да да. си искараш на семафора, не можеш нигдека одма. Абе, земи виолинчето таму, не се карај и као тоа нафничето. Колку е тврдо тој врничето по глава Да, како да, со удари. виолинчето. Не, Не смеш. скупо е да се крши. Не. Не смеш да си нервозен Да. на улица. Вики, ти би била повеќе циција или да бидеш лажго цел живот? Лажга? Да лажеш или да бидеш циција цел живот? Што одбираш? Па циција, не можам да лажам, мислим тоа јас и лажење. Да, па не, него да, па и тоа. И после го ја живееш таа лаж. Мислам, луѓето знаат тоа да го прават. Не. Значи ништо нема да циција, чак. А они што лажат станови, што улагате, па ти се најинтересни. Да, тие, па добро, тоа Тие е дури видна побудуват и на- патологија. И следен На пат друго ти болест. кажува, па друго. Така да... Значи лажам. ништо не даваш. Ти од тебе ништо не можеме да добиеме. Нечо гратис, некое боцкање, Не е нешто. проблем, тоа не е проблем. Повелете, не е никаков Парички проблем. ки Тоа не е ли циција? Тоа не, али попрво него да лажам. И да ја просто не умеам, просто толку ми се гледа, као да ми е тоа лик. карактер, да. Исто. Значи тоа станува, значи чак онака и ај контакт, некој ќе почнам да вртам очи, значи лево, тоа е десно. Тешко е да не е пријатно. Тешко Не е бреме е пријатно. лажењето, да. Треба да памтиш све, па кој со кого, Памтиш. што си му кажал, тешко е. Добро. Значи таму имаме една циција, ти што речеш што ќе бидеш? Дрзок и безобразен. Дрзок и безобразен и двајца глупи и наив. Не, ти рече кодош. Не кодош никако. Предавник ќе биде. Жена, Добро. Пуштајте реклами да си доправиме муабет. Само нека прозвучи нешто конкретно. Само нека прозвучи нешто конкретно. Еве се вративме, тука се подароците, ама не знам дали ќе ги носите дома, до крајот да видам дали убаво ќе ми одговорите. Дали ќе бидеме добри? Дали ќе бидете добри? заслуга, по заслуга. Дали доволно ќе се промените до крајот на емисијата? Не ви го поставив прашањето што со вашето појавување во јавноста вие направивте како промена. Баже, ти кога се појави како Промена промена за себе? направи, па или за себе, или за јавноста, пошто нели секој кога се појавува предизвикува некаква Па промена. тогаш, кога се појавив, нели? 93-та година немаше интернет воопшто. Така. Таков поим не постоеше. И не го знам, не го видов фидбек од тоа. Аха, не ни Меѓутоа, знаеш. покасно се покажа дека имало некаква турбуленција, нешто се случило. Не знам колку и што, знам дека
таа песна направи бум во светот. Ги најавано. И ако не друго, барем ми е драго што ете на некого му се разубавил денот, може би. И од целата ова моја работа, фактички мене тоа ми е, не да речем утеха, така некоја сатисфакција, што на некој сум го направил денот убав. Така, одлично. Кој да е. Одлично. Ти со твоето појавување, каква промена направи? Еве ќе ти кажам, че мене многу ми било занимливо како мене ме доживуваат од страна. Како те Пак ќе кажам, се Аха. гледам нели на огледало, ма се знам себе се, ти што не ме знаат. Имаше една пријателка, ја прашав баш, викам како изгледам од страна. Она ми одговори, вика, како влагаш ти, и јас стварно ми се допадна одговорот, изгледаш, вика, како жена да има 10 бодигард позади тебе, вика, ти си сам. И стварно, многу бо некој ќе ти каже така нешто и така се чувствуваш долгорочно. Така. И така е. Добро, откако ти се појави, значи промена. Но позитивно. Добро. Вики, ти размисли, Горјан? Размисли, молим те, Ајде, Вики, ти домашна. откако се појави, не знам, или на модната сцена, или не знам, во на докторската фела, каква промена предизвика или се уште предизвикуваш? Не знам, јас никогаш немав проблем со самодоверба, пошто тотално други извори ми одеше, не од физичкиот изглед, пошто, знаеш, интересно ми беше кога на 18 години добив таа 19, не знам кога, да, 18 имав, Титула. ќе добиеш таа титула и тоа после поминува. Мене ми е многу интересно, и јас ги поздравам во оваа прилика, сите тие мајки кои ми придоа низ овие сега, значи ја наравно не се бавам со манекенство толку многу години, кои ќе придат и викаат керка ми сакаше да биде како ти, али она заврши факултет. И мене тоа многу ми се допаѓаше. Вика, секогаш си вика потенцирала дека е убаво да биде жена, убава и паметна. Ја викам, никош не сум кажала дека таа жена што нема факултет не е паметна, ама за својот статус е поубаво да го има. И онда мене ми се допаѓаше тоа кога ќе придат мајки или девојчиња и кога ќе кажат тој момент. Е тоа, на пример, мислам дека малце друг дух дадов, дека нема манекенките. само климање со глава и овие фикуси, што ги спомнавме, шубава, уствари, билка е тој фикус. Зашто така го употребувам за конотација? Дека завршуваат факултети манекенките и дека не се нели само. Зошто да не завршат? Мислам, така да, јас и денеска ќе порачам како и секогаш, работете на себе, физикусот, тука нема што, или си или не си. Се друго корекција физичка ќе ја направиш, али или си убава или не си убава. Или си убав или не си убав. И сега не е тоа најбитно на свет. Така да, работи на себе, на својата самодоверба, на... ете, како И ќе те луѓето... пролепшаме, и ќе те нашминкаме. Ти работи на тоа самодоверба, и ќе те Па нашминкаме. друга шминка, па мислам да ме видите пред 2 сати бев, значи оно, мислам не... Добро. Без... Тој е на убав човек. Колку е на Са се си спофаливме да ти кажам. Браво, Ајде, Горјан, ти? ја имав поише време да размислам сега. Прашањево. Што направи проблем? докторирам. Промена кod која се појави. Па, глеј, ке мене сега почнем вака како. Докторирав на прашањево. Крушата под круша си паѓа. Добро. Значи, ја пораснав со славен татко, од Октет од Македонија, и кога ќе застаневме, тука Раде од Октет Македонија и по улици го застанува. Леле, колку си весел, леле, браво, како пеете. Октет Македонија, иначе, са помладивете што не знаат, да. од пеа Не стој до недонке, од пеа Ако одам во Битола. Не гледај, не. Да. И беа Легендарни песни. Да. они и седморица млади од Битола, од Белград, беа единствените во Југославија што беа на исто ниво на квалитет. Шубаво. Беа многу ценети. Кога ќе поминав со татко ми по улица, беше редовно тоа во сите градови. Сега ми се случува мене истото. Не застануваат се Колку си весел. по-возрастна публика, да. Леле колку сте весели, леле колку си разигран, харизматичен.
И сега покрај свирењето на другиве колеги им направив проблем, треба да се смеат, треба да играат, треба да се весели. Таква промена и ти Како да е малку да свириш, да си сконцентриран, сега треба и да си весел и разигран. Ма сега мене ми е вајда природно, тоа и си го наследи. Драго ми е што... Колку те обожава баба ми, фала викам. Да, ќе видам некоја Најзгодни. Ќе видам некоја постара од мене, ќе рече мајка ми редовно те гледа. Викам, добро, баба што нема живот. Добро, мајка е утешна, ама. Баба ја рече. Бре, какви баби има, кажеш? Ако Не знам, беше. јас това, не сум ги видел Здрави бабите. и живи. Не сум ги видел Јас бабите. не кажам за тие што ми се обраќаат. Тад публиката, Мај. ни го продушивте животот, чекаме викенда дојде леле колку сте. Па добро еве, значи влијаете на здравието. Да. Као здравствен дом ве третираат. Субвенции треба да бараме од држава, извини. Значи за повозрастната Добра публика. музика. Кого не Добро. тера на убаво. Таму имам поговорка, ајде да видиме што викаат поговорките. Одлично. Одлична е поговорката. Джеймс Болдвин. Добро. Кој прв ќе чита? Да не елаборира сега Горијан, ќе му речеме прв. Ако не ти се допаѓа нешто, промени го. Ако не можеш, тогаш промени го твојот став. Само немој да жалиш. Маја Анџело. Добро. Добро, интересно е кажано. Јас би од преска се мислел на промени, пошто каже мушки и женски односи. Една интересна приказна што Ајде. слушнав. Повозрастна жена, 3-4 пати вика разведена сум ја, мотивационен говорник. И раскажува како жените, замислена приказна, во некој мол огромен на 5-6 спрата, бираат мажи. Иде на првиот спрат жена, на првиот спрат имаш... Го имам, ја имам слушано приказната, кажи си, ајде. Ако има слушнато, да, интересно. Не, ти раскажи ја за другите. Првиот спрат бара маш и тука е маш основен со најниска плата, со нормален живот. Вика, овде не сум ја за ова, иде на втор спрат, ово има поголема плата, тука више има и шетање, има и одмори поголеми, па ајде да видиме нешто понатаму. На трет спрат иде, на третиот спрат овој маш и деца убави прави, значи и би се грижил за децата. Ба, вика, ајде да видиме што има понатаму сега, на четврти спрат иде. Тука има и пари, и се грижи за децата, и бизнисмен голем, да, и ти не треба работиш, имаш и чистачка, све. И супер, да идеме понатаму сега, идеме на пети спрат, да видиме што има и таму. Таму има и машти, има и куќи во овој маш има и куќи во други Ама не сме да се враќа назад, нели? Или сме? Не сме назад да А, се не сме, враќа. добро. Само нагоре идеш и Јахта има. јахта има, ово има, не знам, куќе има на Монако, има ваму, таму те шета све, за децата згрижено све. Вико, ова е супер, ово дека сега. Ама ајде да видиме што има и на седмиот спрат. Иде на седми спрат, овдека се сите жени што не знаат што сакаат у живот. Па фала ти многу. Баш така. Да, не му беше поговорката, ама приказнава добро. Чекај да видам, ние сме Да. на шести спрат у хотелов. Шо да ви Добре, што кажам, нема нема се. нагоре друго. Да се пазиме ние трите. Од кој сме? Добро, има, па тоа е она што го кажуваше Баже на почеток. Секогаш вика и после ќе најдат уште нешто, па бараат од кој ќе го моделира, па пак бараат подобар. Па добро. На вистинскиот спрат сме, значи добро. Добре, дошли. Таман. На До шест. На шести, тоа е крајното. е Нема горе само на под- седми доде. Нема. седми не. Нема. Ајде, Вики, шо вика твоето? Што поголем разум, тоа пократок јазик. Добро, па Што така е. поголем? Што поголем разум, тоа пократок јазик. Тоа е она што стално го држи вода. Па преска за себе што кажа. Баш тоа, што со тек на време стануваш потивок, што стануваш, да, така е. И онда јас одам лево, ти одиш десно. Тоа е тоа. Така да има. Ти немаш... Многу е убаво да слушаш. Да слушаш. Е, сега на 25 години, кој? Она знае подобро од мене. Ма шанса нема. Така да, ова многу држи вода и се согласувам само кај да одам за овој пократок јазик, не знам. Толку е, нема повеќе од ова. И не можеш сама да си го сецнеш тоа. Не, ја морам да кажам што мислам и тоа ми е, мислам, голем проблем. И тоа не е секогаш таман работа негативно, тоа е и позитивно, али ќути, човече, пусти. Зашто барем директно? Па нема потреба. Зошто те прашал некој за мислење? Не, што имаш да кажуваш ти твое мислење? Ама го чувствувам, значи треба да му кажеш. Не треба. Ај ти си таква. Па затоа ти викам, не треба. Не Тоа треба. значи дека имаш Ти си. малку круг на пријатели?
О, не, имам. Али они сакаат што сум таква и се осеќаат безбедно покрај мене. Она ќе каже Моите све. пријатели, не, моите пријатели, луѓе што ја ги сакам и не мора да значи дека тоа ми се само луѓе со кои се гледам секојдневно или во текот на месецот. Не може никогаш никој да каже ништо лошо за нив. Не, додека јас сум тука. Кај сме со толкав должен. Не, тоа е лојалност, тоа нема кодоши, предавници и остало, така да. Не, тоа не дозволувам. Никој за моите пријатели, луѓе. Джеймс Болдвин рекол, на луѓето им е полесно да се жалат, да кукат и да плачат, отколку да се променат. Така ли е? Таков синдром имаме Дефинитивно. во Македонија, Па мислам. не, тоа е во цел свет. зона. Тоа е човечка особина. Ама све не чини кај нас, не чини Кај државата, не чини мнозинството едно. луѓе, наместо сами нешто да преземат за себе, они кукаат како не чини се. Па тргни од себе, па промени нешто. Промени се сам себе си. Немој да плачеш. Па нема од кукање, нема фајде. Што вика твојата? Видела жабата конјот, се потковува и таа ја дигнала ногата. Што значи тоа? Таа е многу позната. Што значи, јас ќе кажам по мое. Ајде. Да не бидам премногу, не знам. Ти рече, јас све ќе кажам. Еве, да не јас сум ѓу- конјот. Видела некоја од улица сака да изгледа како мене, па ме да сака да добро. Ема, ајде, почепак. Не можам фати се ја жена. Ама не може. Ама не може. Ама Ама тоа кажи го сега. Ама убаво е да пробам, значи пробала. Сепак е жаба. Може Жаба да не конј. бидува конј, тоа се. Така е, да. Од жаба не бидува конј, а Ама бива ли сакала од, да проба. од И она жаба? вика дигнала нога. Она сака да се промени, да стане конј. Сака да проба. Ама не може секој да Не биде може. се и се што. Така Така е. ли? А, Значи, ако се менуваш, промени се во нешто што ти Што ти Тоа што стои? жаба Прилега, може принц да види. Дали може жаба да биде принц? Тоа ми е битно. Не може, а? Во приказките. Не може, само Не во може. приказни. Значи тоа нека заборават мажите. Тоа дека парите го прават него многу голем мангуп, верувам дека е тоа кај оние жени што тоа креват. Како беше што креват нозе беше? Нозе. Кај Ноđina. Значи ништо, жаба останува жаба, да си бараат принцови. Па сега ајде да не барат принц, нека барат човек. Или коње. Нека барат човек, нека не барат принц. човек. Конји појши има. Добар човек нека најде. Добро, јас ќе ви дадам сега подароци. Овде ги имам Sara Fashion Home. Значи, имаме тука за сите различни подароци се. Ова нарече по кафани дека идеш, па не мора цело време по кафани, Па и дома дома. за вино. За вино. Ма, некој вино да се... Да, така. Повели за тебе. Проверите си ги вие вашите. А еве, кашкавалчињава од Осоковски млечни производи ги имате тука. Има тука и путарче, значи ексклузивниот вкус се познава. Еве вака. Ма винце и со кашкавалче, со сиренце, да. А што имаш ти? Па кога ќе одиш на настап да се бришеш? Папучите Да, фалат овде. да, еве, добро е, одлично. Да. Од кенди имаме витамини. Значи, после кафана многу е добро витамин да се напиеш. И, ми вика, он прв почна. И имаме, чекај, за грло имаме. Таму имаме исто за пеачите за грло. Значи, тоа е многу битно, да. Да, еве вака погледате. Браво, витаминчиња. Витаминчиња све, ова е. Али ова што ме тука зезаш, имаме, што ве зезам, не ве зезам ништо. Од ананас можете да отворите, добивате код за попуст за било кој од производите. Да, со мепче. Swiss Energy. Исто од нашите пријатели Urban Life можете да си набавите. Калциум, лезник, цинк, Ќе одлично. видите урбани производи, имате 25% попуст. И магнезиум. Плюс 5-6. Видиш, за промена у емисија даваме и многу поклони. Ете, тоа е тоа. За здрави. Да, Феномено, ги имаш феномено. истите Агнеса, значи тука имам од Клоше, тоа е една нова линија полска. Производите се комплетно вегански и се природен Нешто материјал, така. значи Што беше? комплетно природни. Ке ти кажеме баже после, он ги студира и за тебе се овие. И уште нешто, еве, ова е исто така, значи ЗАО за прв пат во Македонија доаѓа француска козметика која што е исто така веганска, значи со комплетно природна. Ќе имаш тука едно, се видиш што е. Ги имаш и ти вика. Така. Ете така, ја мислам дека волку поклони никој не ви дал. Па да ми дојдат. Тоа квалитетни. Па да ми дојдат. Да.
Баже чита без наочари, сака да покаже дека на овие години и без наочари чита. Имам, си имам. Си имаш, не кажувај Зачитај. сега. Не кажувај сега. Значи, што треба да променат мажите и жените? Кратко и јасно и да затварам. Во Македонија, за да не биде на сите полесно. Оти да не биде, знаете како да докторираш. Знаете како, кога зборуваме за промени, секогаш се враќаме на она, нели само на изборите се поврзуваат. Меѓутоа, токму заради тоа алудирам на мажи, на жени, односно на луѓе кои треба да се променат за да ни тргне нешто на убаво. Малце е Кај жените? општо, а кај жени сами тргнаа многу у тој феминизам, значи се залетаа многу у феминизмот и сега дигаат ручна и слабо работи ручнава. Абе многу не е ова. Шубо дома си седевме, шубо тато носи мама Во меси. имавте само 8 март. Ај сега ти не до толку видиш што си. Не до толку, ама сега многу залета нова. Добро, не се сложувам со тебе, Така. да, премногу се станати самостални, а немаат такви можности, не зборам Да, немаат сите, финансиски, така. него уопште немаат такви, треба да имаш и став Способности, таков. став, така. Растење Сложно такво се. да имаш. Боже, никош не сум се сложувала волку со мажи како вечер. Гледаш ли што се деси? Ево рука. Браво, брате. Браво. Видиш, еве промената што ја направивме кај Викторија, да знаете, значи она беше контра мажи скроз, така ли е? Па не можам да кажам контра, него со тој, мислам дека е лоша представа кај нас за маж, кога се објаснува, значи, како Ја ми како кажав за женски, кажи ти за машки. Тоа е удирање од маса, тоа не е мажевност, тоа не е, значи, начин да ти покажеш на жена дека си јао, ти си многу силен. Значи, постоje толку многу, значи, покажи љубов, покажи почит, милост, малце милост која зборувам, значи, мил да си, да, никој не вика дека треба да имаш емпатија како жена. Значи, тоа веќе прераснува у патологија, него едноставно да бидат да не бидат феминизирани, него да бидат помеки. Едноставно како карактери. Не, така, Па не, така. стварно мислам. Така да, а жените се пак многу грубени, така. многу се така ја можам се. Не е така. Се знае што е идеално семејство, се знае што е идеално, барем представа. Сакаш да кажеш кога ќе мава по маса, не мора толку силно да мавне, може и така. Може полека. Полека. Да мавне тоа, значи. Ја ти кажав конкретно, ке женските конкретно тоа. Машките она си Да, кажи имаш и ти за емпатија. машките. Да ми Емпатија. кажеш. Машките какви треба да станат? Машките па е ова разбирачка е убав збор многу. Разбирачка. Значи да почнеш да Кога ќе рече жената носи папучите, носи Абе, папучите. леле ме утепа. Не, да Гледај, сам ми разговарат, даде какви пешкири ми даде папучи си заборела. Ајде, се Една договоривме. прекрасна промена овде како се слуша од тука. Јас слушам, Никита е најдобрата промена во животот. И мислам дека на крај на денот се живее за тоа. Да. Така да, наравно, мислам Тоа дека највише те променува. дека тоа те најмногу менува. променува. Мене лично ме Највише смени најмногу тоа. Многу станав така. Природно Цела те љубов е менува. на детето, вако насочен, за тоа нема време за маж. Така ли? Добро. Мамачка 2 години. До следното издание ви благодарам многу, да сте ми здрави и живи и се гледаме променети на позитив. Така е. И на крајот да им се заблагодарам на нашите драги пријатели кои за промена и оваа сезона се заедно со нас. Тоа се Ананас МК. Кликнете на нивната страница, секогаш имате актуелни попусти и ги имате сите производи кои што вам ви требаат. Тука ни се Mint Fintech групацијата. Ви наздравувам во нивно име. Нашите нови пријатели се Sara Fashion Home, благодарение на кој нашето студио изгледа вака убаво декорирано, а бога ми нашите гости добија одлични подароци. Тука ни се и Кенди и овој пат и секако имаме еден нов пријател кој што е нова веганска корективна козметика. Оние кои што сакаат да ја посетат страницата на Urban Life MK, тука ќе најдат многу попусти и ќе можат да си одберат и своји производи. За крајот ви благодарам што бевте заедно со нас и за промена гледајте не и на YouTube, гледајте не на Facebook, гледајте не на Instagram и на TikTok. Ве поздравувам.